Ајде, Нинита! Дали некој ти има обратено? Добро утро! Добро утро, леле, вистина добро утро. Ајде гушнам се. Ти ми рече со други зборови, од околу. Знаеш кога последен пат имам свадба, прва и во 4-та сезона поеднаш. Со други зборови, ПМ, оти мораме денес рано да станеме, што мораше баш да ме направиш денес да станам рано. Денес во 8:30 станав, тоа за мене е многу рано е вистина за мене. И за волја на вистината му сеав да го прашам дали морам да се шминкам. Да, не, Ми реков рече сме не. природни шоуба сме ние. Па јас чеки си клајме? Само секунда. Да, имаш тука рафтој еден куп. Рафтови, да. Рафтој во југовото милион. Знаеш што сакам да го исправам омаца нагоре. Ичникам да лежам. Има едно таму раче, види го страната, ќе видиш кој е. Само го креваш нагоре и тоа си иди на кај тебе. Ете го. Чекај. Оп, вака. Така? Че да ти Дали видам сум добра на кадар цава? да не излезе од кадар, не. Добро. Не можам да излезам од кадар, брат, како кажам, шанса не може да се од кадар, како ти кажам. Значи добро се грижат за твојот изглед. Одлично се грижам. Знаеш што ме интересира фората? 10 години, брат. И повеќе. Знаеш што ме интересира за таа фора? Колку е, да? Сите разбравме дека сендвичара има таа што се грижи за тебе, ама името не го разбрав никога. Фросино. Фросина. Ете. Фросина Франко, ја што нема уствари сендвичара, туку има, он е професионален мекап артист и е професионален Дизајнер. Да. Ете така, па добро е, супер. Ама нема врска, ама не врска, не. За 10 години да специализираме. Лудило. Работата му тргна. Слушавам. Поздрав до Фро. Поздрав до Фро. Еве ти една водиче за попат да се пиеме. Не, да може. Ете така. И почна жешкото? Ти почна, клима немам. Не. Ти си отвори џамче. Не треба да имаш клима, old school сме. Роднина? Кумот на Бујкови. Ете така. Се спремаат за барбекю во дворот сега. За барбекю. Малку ги утнав са тоа. Кога бев в Австралија, имаше една прилепчанка таму и след тие нели нема ќ во говорот, со ќ се велат прилепчани, и знаеш како велат барбекю на прилепско англиски? Не. Бабачур. Бабачур. Да, бабачур. Што го кладе на море на бабачуро? На бабачуро. Како некоја етимолошка поврзаност на нај чуро ке чури нешто скара оганче. Барбекю. Ама тоа за баба на почеток малце језива. Бабачури. Бабачури. Оу, вистина. Така го немав размислено, ни на шо прави со сабајле. Барам некакво некоја логика етимолошка да ги поврзам баба и чур со барбекю. Нема таму. Етимологија нема прилепскиот. Прилепчаните толчани, поздрав до прилепчаните толчани, ствари имаат најубаво, најправилно ќ. Они го изговараат ќ. Са може малце на ќ зафаќа, меѓутоа буквата ќ ја изговараат стварно правилно. Ние изговараме на брзина. Ќојме. Повеќе на к. Повеќе на к ни удира, да, иначе они го кажуваат правото ќ. Кога што треба ќ. Нина, сабајле вака ти утрински човек си или Ретко, не. ретко? Не, да маш ми да го прашаш. Поздрав до Александр. Маш ми да го прашаш, ќе ти каже не. Не е утринска особа, ама има еден момент кога, например, бидејќи вчера од настап се прибравме со бендов касно. Ти сте заспаа во 4, јас заспав во 7. Сабајле? Да. И кога стана стана? во 9 и 10. Кога ти се јавив? Кога станам? Живееш некако со такво темпо? Полесно ми е, бидејќи знам дека треба да зборуваме, да дискутираме и да се зезаме. Полесно ми е да со помалку сон да се расонам, отколку на пример да отспиев денес до 3 и да снимавме во 5. И ќе беше убиена. Да. И ќе ми работеше пола мозок, и ќе бев знаеш она сакам, одам, дај само кафето, водата. Добре, 2 кафиња испивме со Вајле. Јас сум на првото уште, ама тамански. Јас едно морам кога ќе станам обавезно. Нема време да се спакуваме, да средиме се. Иначе интересен факт за тебе, ти си 50% битолчанка. 50% битолчанка, ова уште од времето на М2 кога се случува аудициите таму од 2003-2004 како беше. Добро. Во секој интервју беше застапена и битолската страна обавезно, бидејќи талентот фактички јас го влечам од мајка ми. Од пелистерот што дува овде, воздухот, прави луѓето убаво да пеат. Ете така. Ете така. И мајка ми била цел живот по хорови, додека учела тука, нели додека била, по хорови, конференција, водителка, така. Комуникативна особа. Сега на стари години не е толку, малце редуцира комуникација. Тоа се добро малце раја по животот. Не троши енергија на непотребни луѓе.
И многу почитувам тоа кај незе, и никако да го научам јас, тоа ти сум друг карактер. Да, ма Битолчанка што ни се роди во и порасна во Скопје. Да. Секој 10 јуни го фаќав автобусот, доаѓав тука, или ме носеа кога бев помала, си доаѓав во Битола и на 29 август, 30 се прибирам во Скопје како могли обрасната во фризурата и сунчана тука по базени, одиме Кај одеш олимписки? Олимписки, тогаш беше хит. Беше. Довлеџик мислам само не сум била, не знам да постои уште Довлеџик. Постои базенот, ама не работи поиќе. Баш таму живееме, стакаше базенот. Шубав дел е тој таму. Да, многу убав дел. Најубав дел ми се чини во градот. Кога доаѓаме со супругот во Битола, затоа што он ја запозна Битола фактички од поблиску преку мене. Кога доаѓаме во Битола, и сега го знаеш на прв пат кога дојдовме пред 10 години кога почнавме да се гледаме, прв пат кога доаѓаме, и го носам, да ми се свиѓа таму, чекај сам тука играв кошарка. Ти ја знаеш Битола? Така е, не уствари Битолата од детството е малку видоизмената е со некои места, Да, нови, изградени згради, не знам, молови, кафичи, ама генерално Молика е истото место. Молика, да. И многу му се допадна прво водата. Да. Значи, Ете ти одма пела на гумка првото битолска. доаѓање, вода пиење, го фати ларингит. И со ларингит ме побара за жена на 7 мај, значи пред 2 дена направивме. Од водата го фати ларингитот, човек, мен од водата, од што пиеше ладна вода не можеше да се доизнапие. Од чешме младна многу водата, да. Од чешма вода пие. Значи ларингит 4 дена да не може да збори и вториот ден реши да ме побара за жена. И тоа такво одржување говор кај моите дома, тој засипнат со пола глас, како јас малку што сум сега, уште полош од мене. Тој засипнат со пола глас, ние вакви сте. Ова да не ти е невестинското фустанче. Не, друго едно, црно беше, ама друго едно, да. Се тоа е многу интересен момент, дека во црно беше невеста. Имаше коментари вака од фамилијата пред се, зашто во црно да видиш? Мајка, бидејќи бев со мајка ми излезана и кажав, бидејќи ние тој ден го организиравме да не биде повеќе склучување на граѓански брак со ручек со фамилија. Значи не без свадба со со црква, со гости, со таа не ја правиме, па на фати корона, па ова пона. Сега детето ни е прво оделение, ама ние намераваме да правиме журка. Таму ќе бидам во бело. Затоа се одлучив за црвена така као елегантна, ама интересна комбинација, како комбинизон, не секојдневна. Фросина го правеше? Не, го купив тоа. Но интересна беше и мајка ми само каде, дај бе вика барем кремасто, знаеш сега. Нешто посветло. Сега по логика се води жена. Дај бе ништо кремасто, нешто, викам мамо, сега не ми се свиѓа од кремастото ништо. Не без зошто, ама секогаш она што е поразлично, мислам дека и подобро ќе се Ама навистина беше ручек и склучување граѓански брак. Значи тоа се службени, официјални официјалности, да. Протоколарни работи. Тоа според мојата логика што треба да се поминат. А црква е друго. Сега во црква да влезеш у црно и у бело, тука малце Да, малце Попов ќе те гледа вака. Попов во бело е повлечен, да. Боти има невести и со друга боја на фустани што се. Има, да. Нели кремасто, нели не знам сега. Има и црвени, такви зелени, не знам какви. Тука, што знам, да влезеш во црква во бело, а многу голем љубител на венчаници сум. Цел живот, од дете, од девојче, од дете. Точно, од дете, да. Од девојче мало. Уште си дете. Уште сум дете. Енергијата така си, еве се жолто ќе не пати, се го шубоќе си влезам. Си почитуваме ние, се убаво. Браво, Министерство за внатрешни. Немаме сефти уште овде. Беше празник пред 2 дена, фактички на 7 мај, мене ме бара Александар за жена, 7 мај ден на полиција. А татко ми е бивши инспектор во МВР и се исповрза многу случајно, ама се исповрза. Ама чутиове семафор па кратко трајцрвено, така да окей. Таман си е. Да, ова е еден Многу ми е убаво што вака можеш да се возиш слободно, отиде дека недела. Недела е, да, и малку полабава. Да, во Скопје сме навикнати веќе на гужва, недела секој ден. И тука исто да ти кажам право, знам дека има гужва, барем во Скопје имате ленти, гледаш ние немаме ленти на улиците, имаме дупки многу. Знаеш, таму барем знаеме кај да возиме, кога ќе одиш, знаеш дека ова лентата гужва има во лента. Има таму многу застрадување, бидејќи многу народ и знаеш како е кога па и кога ќе се запустават прво некои други приоритети ги прават. И малце Бејрут испаѓа. Малце Бејрут изгледа. Ето така. Сеќаш што така, не монтираш. Ништо не сеќам. Еден кадар е у Антејко. Сеќаш, готово? Рачуни во живо сме. Не знаев, ама добро, супер. Не дека ми мења нешто. Бит па не лажи ме нешто ние. Ништо. Мислам тоа е генерално мислење на Што е ова, извини? Кој е?
ова. Ова е објект? Да. Ова е стар објект од касарната на времето и не знам, се веројатно ќе биде пренаменет во нешто друго, еве се работи како што кажеш, некој паркинг овде се прави. И ова е, да, касарна беше овде. Пора, сега веќе некоја нова населба што се налега на река. Да, ја гледам на... Да, ве згради, изградени куќи и така. Овде немаш да еден, а? Не. Ете, прв пат носам овде. Не. Да, сега гледам. Да. Чекај малце, кај ќе излеземе, да не излеземе горе кај Тумбекав ќе Тумбекав, готово. Ете, таму ќе излеземе. Предпоставив дека конектира таа улица. Да. Поминував последен пат додека ја правеа. Додека ја пуста, да. Тогаш последен пат имам поминато и ми текна дека од таму наваму издвиживме тогаш. Да, Нина, ќе те вратам сега во времето на М2, кога прв пат се појави таму, јас тогаш имав едно 3-14 години, таман да ти бидам еден од најголемите фанови. Сашти. Вистина, значи премногу М2 тогаш имаше голем инфлуенс кон сите тинеџери. Нова ера на многу на продукција на многу квалитетна македонска музика што остана до ден денес. И купувавме CD-ња сите, значи немавме друга опција кај да ве слушаме, се сеќавам на радио ве слушав, имав едно малечко радио дома. На радио на вечер имаше македонска музика многу и јас секогаш чекав песна да почне од Foreplay. Фала ти многу, не знаев. Паро прв пат го слушам ова. И ги имам CD-њата дома, ден денес ги чувам, значи од Foreplay што беа тие созвездие, како така мислам да го се викаат. Потрага по созвездие беше нашата аудиција. Точно, и имаше исписание кај што излегва лирикс. Ти немаше текст тогаш на интернет да побараме за да видиме текстот. И моравме да го имаме во списание. Во тоа време менаџментот на М2 одлучи дека е многу попаметна идеја, бидејќи бевме тинеџерски хит, атракција во моментот, не сме првиот женски бенд во Македонија, имало и други женски бендови. XXL беа пред вас. XXL беа, не знам, беа трите девојки ти текнува. И пред чека имаше една најпрва кај што беше Оливера Лазаревска што ја пееше Никола ти текнува. Да не беа пиес, али како беа? Нешто, она беше во тој состав, мислам дека беа 4 девојки. Нема ми текне сега пред мислам дека они се први. Првиот женски бенд. Добро, тогаш и Spice Girls си донесен на таква ера. Пример. Ама секаде го има тоа проклетство и не само тука и на Балканот и секаде во светот и женски и мачки бендови функционираат одредено време. Сега не збориме споредба Балкан и Холивуд. И во Холивуд функционираат, Backstreet Boys функционираат, ги снема, после 15 години 20, пак нешто се собираат, сега прават турнеи. Јаки се дека остарени малца на како ќе ги видиш. Многу ми вигато ти имаат и посозран начин на последните албуми, им се многу голема разлика за тоа на времето што го прават деца кога ми беше муабетот, вие бевте ти, Изабела, Сакине и Бојана на почеток. Да, не. Јас, Изабела, Магдалена и Бојана. Магдалена и Бојана. И после Бојана замина, дојде Сакине на нејзино место. Да, нешто од приватни некои причини одлучија семејно, дека веројатно е принала да се врзува со 5 годишен договор, бидејќи си бевме со професионален договор, по сите стандарди кои што треба да биде. Ама супер се тераше. Многу успешно приказна. М2, значи поздрав Дивода Дарко. Фамилија, поздрав до сите од продукција и така дојде, бидејќи Бојана се повлече. Дали си уште во комуникација со тие чупиња? Да, освен со Изабела. Изабела не знаеме кај е. Нема трага, не се знае. Нема никаде се имаат преселено надвор од држава. Таа беше супер. Нема врска, ја најдов кај шо, ама не е уште битно за контекстот за емисија. Ама сакам да кажам дека се уште се во комуникација тука, се дали уште пеат. Со Магдалена, со Сакина и дури и со Бојана сум си уште во контакт. Со Бојана до душа чат пат она многу шеташе навака натака, се студираше надвор од Македонија, а со Сакини и со Енче дури минатата година, минатата или не, или пред минатата, правевме годишнина 22 години од Foreplay, од нашата аудиција. Замисли. 22 години се поминати од нашата победа, од нашето формирање како група. Имавме емисија Невик на радио и бевме трите собрани, јас, Магдалена и Сакине, па не знам колку години не бевме сите три одеднаш собрани во иста просторија. Нема врска што комуницираме ние меѓу што сме контакт. Да, јако е моментот, да. Колку беше убаво. Па и Лазе дојде, Лазе ја донесе Магдалена. Да. И Лазе дојде и него го видов. Немате идеја да снимите нешто заедно сите? Па, не знам,
Малте да се врати тој жар на музиката. Многу малку време имавме да се видиме, саат и пол вкупно, дали бевме заедно. Зборам со се пред емисија 10-15 минути после емисија, сите навака натака касно навечер Магдалина и Лазе требаше да заминат за Тетово. И не стигнавме да го направиме, да стигнеме до тој муабет. За волја на вестината, Магдалина и Лазе не сум влегла во студио, а треба да одам во студио кај ни во Тетово. И најверојатно и така ќе направиме. Со сагина, пут под ноге, овде пораснав. Ево Карпош. Карпош број 8, тука сум. Ја знаеш битола на памет? Да. Нема збор. Само вие некои нови деве сега ваму горе, нови насалби. Овој дел го знаеш. Да, и гледам дека овој дел веќе многу често се користи. Да. Веќе е обиколница тука. Дополнително го лесно се враќаат таму во средишниот дел. И за сообраќајна студија те бива, освен за пеење. Да. Ние таму од Каат Пазар што одиме, да си одиме нормално, да не мора да кружиме. Кажи ми какво беше чувството кога прв пат се виде на CD? Дека јас сум овде во ова CD-то. И тогаш на CD се слушаше музика, немаше Spotify, немаше YouTube. Имавме 17 години кога ми се случи победата, да. И во тоа време, зборам на тие години, пошто учев средно медицинско, бев јас фокусирана и на фактот дека сум тинејџер ученик, не само дека сум победила па преку ноќ станувам звезда, бидејќи навистина се случи тоа кај нас преку ноќ. Нели, после аудицијата, од другиот ден си звезда, пошто не си свесен колку ги ја прателе аудицијата. И буквално случка, одам, пример, се случува победата ова 1-2 дена, ослободена од школа, тие првите интервјуа, емисии, нели, победници, нели, тоа е кај најинтересно сега. И уште не си искусен што ти се дешава, не си искусен, си правиш ти муабет, нели, си кажуваш се, но не си не си навикнат на тој лајфстайл, пред се. Прво пред се имавме по 15, 16, 17 години, 17 години сите, тука бевме. И сите бевме средношколци. И влегувам после вториот, третиот ден, најнормално едно утро, во автобус да си одам на кај школа. Да. Дека сум 2 дена ослободена, третиот морам да одам. Што и беше окей, не сум барала многу отсуства. Гледа и продукцијата, бидејќи бевме сите ученици, да не ни го прават тоа како проблем да дојдеме во судир со сопственото образование. Дури имавме во договорите клаузула, ако решиш да студираш, не си потпишал договор, а решиш да студираш надвор или да се образуваш, да се дообразуваш на било кој, да не можеш да одговориш на врските на продукцијата, тоа е сосема окей и се поздравува или се поддржува како момент. Да. Зборавме за CD-то, да, кога се видео на CD, дека јас. CD-то ми беше као, ова е едната од сликите што ја одбра од фотосесијата. Отимавме фотосесија што траеше со неколку часа, зимска. И не, знаеш, не го перцепираш некако као, брат, ја имам цен, не го исперцеп, деца бевме. Знаеш, она детската искреност и среќа. Продукцијата реши дека е попаметно сите да можат да го имаат албумот и текстот, текстовите, и затоа решиат да го подаруваат во списание, а наместо да се продава на класично на продажно место. Што за нас беше сосема окей, затоа што веќе после 1-2 месеци од излегувањето на албумот, цела публика ги знаја сите песни од албумот, вклучувајќи ги и нашите солистички. Точно. Многу јак момент беше тоа, многу се слушаше тогаш македонска музика, значи сите ја сакаја. Веројатно ради тоа што немавме наплив од сегде и се што и не можеше секој да прави музика. Тоа да, точно. Зошто денес не е таков случајот? Например, денес се снимаат песни нови, ама некако треба да направиш нешто, поќе маркетиншки за да те забележат дека си снимил песна, а не да остане песната. Ти, например, не знам, песните ваши, например, те молам, не плачи, до ден денес ги памтиме тие мелодии. Има генерации и помлади што не биле можеби и родени или имале по 2 години кога излезе таа песна, што денес ја знаат таа песна, што мене ми е особено драго на настап. Точно, да. Зошто, например, денес, сете твое мислење, зошто денес нема таков момент на музиката? Зошто не се памтат овие на песни? Прво, влијанието на, ајде да ја речам јас, во главата си ги делам музиките и така наречена музика за ниски страсти, музика на ниски страсти, тоа е за мене олицетворение на најлошиот турбофолк што стига до Македонија, каде што е пример дека може да се шмрка на клавиатура и некои такви работи.
мислам дека самата популарност на тие настани прави дел од пејачите да ставаат некакви примеси, има некои модерни примеси, некои трендови што излегуваат па поминуваат на година-две, па не знам, дабстеп беше модерен, после дабстепот не знам што беше модерно, па сега... Некако викенд програма, Така некако поминуваат тие трендови, а кога јас би се нафатила со снимање на нов авторски материјал сега на овие мои 40 години, бидејќи имам до сега неколку песни извадено изминатите години, додека не сум со 2-3 песни солистички, што не ми било нешто приоритет. Јас сум фокусирана вистина на настапите, затоа што многу ме исполнуваат и мене и бендот имаме дружба. Луѓето си поминуваат оке на настапи, дали било приватна журка, дали било редовен настап. И гледам дека тоа е оке, тоа е во ред, има фидбек. И газдите се оке, и ние сме оке, и публиката е оке. Значи си придонел за една атмосфера што ми е многу битен. Со аплауз да си имам дома. Точно. Побитно ми е тоа, него ли, сега знаеш, не знам, на прво место ми е песната, бидејќи кога би правела авторска музика повторно, кога да влезам во студио, би правела музика која што реално не знам колку публика ќе имам авторска за неја. Да. Мојот стил на она што јас го сакам е не е да речам етно, ама е нешто некоја комбинација. Викендска музика многу сакам. Да, знам. И сега, например, ми се свигаат хрватици што се на Евровизија. Точно, не е лек. И мене ми се прејаки, да. Чуден тип на музика би произведувала, ако некој ме прашува би пеела таков тип на авторска музика. Јас имам една многу убава песна за тебе, тогаш. Ето, видиш? Како случајно ми бандаме на многу година. Вистина имам многу јака песна за тебе, што мислам дека ај ќе ти пуштам едно демо да ја слушниш, само да ја слушниш. Ето така. И тоа го зборавме минатиот пат кога бевме во Битола со бендот, исто заглавивме до 100 саат за бајле. И баш си правевме муавет, си пуштавме песни на YouTube. А шо ви снимала, ми вика басистот Џора? А шо ви снимала ти? Му пуштам 2-3 ствари, начнало да ми го капира стилот. Па ајде би ми вика, знаеш како, ајде. Чим сака и бендот да снимаме авторска музика, бидејќи сум во принцип човек што не ќе да напиња со своји ставови и мислења, бидејќи нели наполниш 40 некакво искуство, неколку бели влакна. Така и јас имам уживе. Така. Без форсирање, ама ако некој сака да работи, тогаш е сосема окей да правиме и нешто што е чудно, зашто да не? Да, ние овде паркирани уште некоја минутка ќе си поседиме. Чекај само да извадам. Да, само чекај малку. Само микрофончето. Така. Може да си го држам улица? Ќе залепиме вака овде, сакаш? Имаш типче. Може. Ако се чудите зашто сме ризари, до Хризантема ми рече да дојдеме. И на тука му се екипата. Тука ме чекаат бендот. Викаат дека најдобрата чорба била тука, инаку јас и супругот сме обожаватели на чорби и кога одиме некаде тестираме места. Во Битола ни се омилени Спутник беше карши Путник карши железничка, Спутник беше во Скопје. Путник значи ни е омилено место, Мулика и Епинал. Тие три ни се таа и сега прв пат ќе пробам во Хризантема. Хризантема, добре, вака порурално малку се во Долна Ризари. Да, ако супер видиш ова. Милина, пилиња пеат само. Пилиња пеат вистина. Ми е моветот вака бидејќи цело време околу музика се врти се околу во твојот свет. Нешто друго работиш во животот освен музика? Знам дека малку и политички си активна. Да, сум малце повеќе. Од 7-18 години. Сум политички активна цело време. Работам на проекти на страна од политичката активност. Работам на, да кажам што како каде? Кратко, во кратки црти, да. Член сум на градски комитет на ВМРО ДПМН, мислам цел живот сум, нема човек што не знае дека сум таму со идеологија и со душа и со срце. Тоа ми е љубовта. Организираме настани, имаме супер агенди, си има политичка тежина, а на страна од тоа работиме и со супругот заедно, посредници сме за проекти. Тој има и плюс уште едно работно место, тоа се тера паралелно. Јас сум малце повеќе во приватниот сектор, фокусирана сега за сега. Во план е да се возобнови кино Милениум во Скопје, во ГТЦ, најголемото кино, последното во држава што има 500 седишта, да се реновира, сагашниот градоначалник на Скопје ќе оправи тоа. И план ми е да се работи на случајот и план ми е
да се вратам назад, бидејќи таму бев као раководител на маркетинг. Јасно, да. Помалку луѓе дека бевме, друг тип на внатрешно уредување. Би сакала да се вратам таму затоа што сум тежок филмофил, што да правам, Netflixот ми е пуштен на телефон до мене. Да си ги знам глумците кој на кого моја мајка, татко, брат, сестра, па му кажувам, но муж ми вика, добро, не знам кај зашто ви ти Би снимала филм некогаш? Не знам. Не мислам дека не. Мислам дека не. Не се пронајдеш како актер да глумиш некогаш? Па, знаеш како, не би можам да го доловам, ама може крела рекламче некој. Така кратко, Нема надолго. Ајде сега да не се мешам во глумци, во актери, да, што тоа. тоа. Сакам да те прашам колкав опсек имаш на гласот. Јас тебе те знам како сопран, висок глас, кој што при високи. Висок ми е мене и поната, како сум чест засипната дека сме сабајле после свирка. Така, ама вака зборувајќи имаш еден така алтовски тон. Имав јас, сега ноти нема знам да ти кажам. Ама тој има октави, една, 2, 3, 4. Нема да знам да ти кажам. Пошто јас имам средно медицинско право, факултет, немам ништо со музичко оживо. Јас ќе проверам, ама тоа некоја наредна прилика ќе го проверам. Било која од албумот, видиш што е највисоко, тоа ми. Тоа е? Да. Знам дека имаш високи. Ме мереше едно време Дарко, ама тогаш бев пред мутација. Така. Бев негде меѓу 17 и 18 години, кај што имав прва мутација. И бев засипната неколку месеца и после тоа почна ми се менува гласот и затоа не знам сега до кај сум стигнал. Сега ти даме не подарочиња, а после подарочињата сакам да ми кажеш за искуството на Евровизија со Лозано и со Есма. Ќе го зборниме малце како момент што ти беше случаен во животот. Може. Ама за тоа да осветлиме малку вака темата, ќе те пуштам на еден третман во Viva Beauty. Yes. Во Битола. Може. Ете така, има голем избор на третмани, така да... Фала Viva Beauty и да знаете дека ќе дојдам. Ова е мојот ракопис, само да знаеш. И благодарност. Ова е супер. Ете така, и кажи ми кучиња мачиња дали чуваш? И кучиња и мачиња се имам еден шнауцер Арки што се вика и бабица сум за пораѓање на дворската мачка. Надвор се мачињата, Да. ама веќе 17 пати имам породено мачки, така и се чувам. Еве ти Љубител сум. храничка за мачките од Леле, 5+. има да си изнарадуваат. Да се изнарадуваат. Имаме се мали мачиња од 18 пат, ама не сама се породи сега. Се питна Веќе се научи, се рече достани на Манола, па оставиме сама. Во рете. Веќе толку пати. Знаеш што прави 2 недели си оди после. Јас им не се храни ги докаде со шприцот. Ке ми ги остави вака полуслепи. Еми се ки се знае дека има грижа. Се јавив еднаш да прашам ветеринар, викам дали вака Ми се по мачката му се јави така. Му се јави еднаш. Ше тоа брат ми остана во животот да направам. И се јавам и викам дали е толку ми вика 3 недели врх главе ако станале 3 недели вика го станало со бебињата, чим види кутија тука се вртат околу нив, бидејќи се надвор во двори се подстреја и све, ама можам дома ги внесам. Најакото е што шнауцерот Арки и мачорот кој што се вика Бетмен, кој што е еден од синовите на мачка, ама сега си сега го другари низ двор, се најдобри другари. Преако да. Спијат на вака се сонце кој ќе искочи на тревник спијат еден на друг подпред. Значи или е малиот на големиот или големиот на малиот. Драма се. Драма. Ама се сакаат. Ете така, ајде да се вратиме се кај Евровизија, Лозано и Есма. Какво искуство Евровизија? Ти си настапувала на многу фестивали, на многу настани, ама секој од пејачите кој што бил на таа сцена рекол дека ова е вистина едно врвно искуство професионално. Што е различно од овде кај нас и во кој дел ние како држава кој што организира фестивали поткликнуваме? Ние имаме баш кога бевме во Малме 2013, тоа беше мислам дека еден од најпрофесионалните примери пред се на внатрешна организација. Швеѓаните се опасни. Да. Исто така за опрема се опасни. Швајцарски саат беше цела организација во Шведска во Малме. Нема каснење, нема ништо така работа. Нема каснење, све организирано со шатлови, објаснато ти е мапа, пресконференции, кои ти се обврските, по колку сата во деноци во сала, бидејќи нас ни се фати тогаш некои 2 недели да бидеме, до 13 дена ни се фати да бидеме таму. И сцената е прв пат кога застанав на таа сцена, проба, значи се местиме со in-ear мониторинг. Да. Сите тоа го кажува дека звукот Звукот е перфектен, ама јас не можев свиринче да пеам и на самиот настап, фактички, на финалето, нели ги снимаа различно па се гласа и на самиот настап, не финалната, на полуфиналната, на самиот настап на полуфинална, ми се гледа како ми висиваха врз халји на in-ear мониторингот, затоа што имаше и одличен мониторинг на Бина.
Она што еве сега со Имир пеам на настапи, меѓутоа обавезно вадам, морам да го сетам атмосферата од публиката. Јако бев пратечи вокал. Јас сакав да го доживам целото искуство, бидејќи целата огромна сала беше пуна, не знам таква публика. Колку публика, на не знам колку илјади беше таа публика, бидејќи саемски хали огромни се тие кај нив. Така беше организирано. Саундот и организацијата се перфектни, а чувството да ја представуваш твојата држава и твоето знаме некаде надвор е за мене е најголемата чест, искрено. Да. Било каде да представуваш твојата држава, најголемата чест што може да се добие, чева не драмова. Како нека драма. Никако ми се виде кратко, сакав ме интересираше се пика во режија, да како не можеш да влезеш сегде, ама со претседателот на делегација, пошто има различен тип на легитимација со различен тип на ознаки, и сега менаџерите имаат една ознака, продуцентите имаат друга, нели што доаѓаат или коавторите на песната, лидерот на македонска телевизија, нели он е шеф на делегација, шефот на делегација има акса секаде. И одиш со шеф на делегација се пика како организирано. И се гледа интересен момент кој ќе се случи, Македонија да оди на Евровизија, веќе неколку години не учествуваме и некако мислам, втора или трета, јас мислам дека веќе не учествуваме и веќе некако спласнува тој момент на се сеќаваш кога последен пат Виктор Апостоловски со Андреја беа во трка кој ќе оди на Евровизија, да. Тука имаше коментари од луѓето. Виктор треба, Андреја има поуба песна, не Виктор требаше, не Андреја требаше. Да, тогаш имаше со понудени песни малку поразличен избор беше. И сега се осеќа тогаш момент дека луѓето сакат и желни се да се слуша македонска музика. Евровизија носи момент дека ние сакаме да и сакаме се вребам дека секој македонец да. Конкурс мене ми се свига многу се искрено. Дека секој сака да си ја види државата на тој настан, иако сега може и заминате во некој малку циркозијаден момент, не како на избор на музика. Другиот дел од искуството на Евровизија дека има повеќе политика него што има во политичкиот свет. Така, ете така, ама моментот на музика секогаш е присутен во Евровизија, да. И фали малце во Македонија да учествува таму или според тебе не треба да има воопшто? Мислам дека сега може да испаузираме малце, не е во никој. Уште нека година? Уште малку. Уште малку и после да не е во никој приоритети затоа што додека не застане мислам дека треба да смислат некој систем кај што има не знам 30 души у жири комисија и кои што ќе филтрираат малце по-строго. Так. Бидејќи и да имаш и 6 песни понудени, и да имаш и 3 песни, и 2 песни понудени, ако оставиш на гласачи, може да има 100 гласа разлика. Так. И тоа малце не е фер према луѓето што гласаат. Да. А ако има стручна жири комисија издржана со стручни квалификувани да бидат, да им се држи зборот, тогаш може да се постигне, а мислам дека треба повеќе луѓе да бидат. И да поминуваат филтри како што поминуваат овие делегациите што одат на Евровизија од страна на организаторот на самата Евровизија. Сите вие кои што бевте на Евровизија, пеачите на делегацијата, сите треба веројатно да видите делегација на следната Евровизија, ти некако сте го искусиле нешто, тоа сте виделе таму што се дешава. Да, има логика и тоа. Може и таква некоја екипа. Има логика и тоа, да. Си имаат новинарска екипа и уредничка екипа што си одат, нели, како што се вода делегацијата, ама премногу муабет имаме зашто да направиме. Ние нема, а колку треба да трае? Абе пола сат и пробивме малце, ама ако нема гајле. Секогаш муабет. Имаш муабет во тебе, има нешто, затоа и сакам да направам некоја поголема емисија кај што ќе можам да си направам малце поќе муабет. Јас слушнав, да кажам дека слушнав. Вајде, кажи, ама сега ќе видиме, тоа е. Не кажувам ништо. Не, ништо. Заборавајте го. Ништо е. Прстенот е јако, е бурмата. Не, ова е бурмата. Добро, ова а ова си го нарочав Арија Нина Александар. Пријак е прстенот. Покажи го на камера. Ете. Си го нарочав. Да. И тетоважи ја имаш? Цела. Цела. Колку? Ќе продолжам. Пет? За сега за 5. И јас мислам дека имам 5, 1, 2, 3, 4, 5. Да, зараза, и јас ке продолжам. Сега следно ми е цветот на Ари. Ова е собрано. Кој ќе клај? Штом отидам да си статовирам, слика ми праќам. И даш ти праќаш друга слика. Нина, дали убаво си поминавме во југот? Многу убаво си поминавме, многу ми е кеф што конечно го видов југото од надвор, од однатре го гледам, од Мими го пратам. И кога се запознавме со Мими, како ми рече, Мими тврдителот од југот. Ми се многу беше убаво кога ми се јави. Викам добро е, ме поканија му текна на некој со, па пола сум би точака отида не. Пола си, па така е. И знаеш што е интересен момент? Последна емисија, последен гостин во ерата на југо си.
Па ерата на Битолски. Тоа само кога чув малце се разочарав. Абе добро, се се има истрпно, крај, само точно, стапот да. има два краја. Јас така велам. Уште матурантите остануваат да ги снимам Пример. следната недела и завршуваме со сезона, четврта сезона на Југо. Па да. чести задоволство ми е што сум последна во Југцето, ти љубител сум на вакви кули, Ето така. на сочувани, убави домакински модели. Да, па и да пробиеме од терминот не е проблем. Малку вече, последна. Ето така, фала ви на сите што не гледавте и сите овие изминати 4 сезони, 3,5 години, кај што функционира една емисија што вистина е малци предизвик да се работи Да. на вакво нешто и да се организираат и многу ми е мило што многу убави луѓе извози во југот. И многу стварно убави луѓе имаш. Многу убави луѓе извози, вистина. И многу убави муабети си прават, Што не, значи правите луѓе си ги Вистина, барал да. за разговор дефинитивно, Точно. пошто Оти вака не можеме да се доразбораме Нема, со не, сите ова гости. можеме ни 2 сати да се кружиме. Дохрити да. назад одиме. Ето така. Нина, thank you very much Фала ти уште еднаш на поканата, Да ти си спи имаш задоволство. најубав ден. Продолжуваме со соработка, што и да решиш, како Така и е, да е. така е. Фала ви што не гледавте, се гледаме во некој наредно издание. Чао, Убав чао. ден, чао!